Почитувани, лицемерието на хибридниот режим на Зоран Заев целосно се разобличи со разрешувањето на министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи. Рашела Мизрахи не го прекрши ниту законот, ниту уставот. Напротив, ја разрешија затоа што го откри и не молчеше за криминалот кој бил правен предходно во Министерството, неодговорното работење и неспособноста на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз. Дека се работи за хипокризија покажува и фактот што и самиот Оливер Спасовски при образложувањето на разрешувањето користеше термин Македонија, а тоа го направи и на митинзи и јавни настапи предходно. Дури Никола Димитров, човекот кој хистерично бараше разрешување на Рашела Мизрахи за употреба на терминот Македонија, деновиве пушти оглас за вработување на во Министерството за надворешни работи, во кој, меѓу другото, се бара кандидатот да биде државјанин на Република Македонија. Според истата логика на Социјалдемократскиот сојуз, Оливер Спасовски требаше да побара разрешување на Никола Димитров и на самиот себе, исто како што бараше и за Рашела Мизрахи. Дури и штетниот Преспански договор предвидува рок за внатрешна употреба на придавката пред името Македонија. Затоа и државните институции се уште го немаат променето името во Централниот регистар или Управата за јавни приходи. Така, например, на официјалната веб страна на Управата за јавни приходи, во делот каде може да се пребаруваат сите даночни обврзници во Република Македонија, се уште има државни институции, министерства, агенции, комисии кои се заведени и чие име е Република Македонија. Тоа се: Влада на Република Македонија, Секретаријат за информации Скопје, Министерство за надворешни работи на Република Македонија, Агенција за енергетика на Република Македонија, Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија и други. Ниту овие институции не направиле никакво прекршување, но ќе повторам, по истата логика на Спасовски, Заев и СДСМ, дузина министри и директори кои раководат со овие ресори требаше да бидат разрешени во ист ден, па и порано, како што направија со Рашела Мизрахи. Станува очигледно дека таблата која Социјалдемократскиот сојуз ја скандализираше и барањето за разрешување на Мизрахи е само обид за дефокусирање на јавноста во ситуација кога Заев и неговата екипа се фатени во криминал, корупција, рекет, сомнителни тендери и слично. Социјалдемократскиот сојуз, за да се спасат од одговорност, се подготвени дури и да го прекршуваат и сопствениот договор во корист на Грција. Јавноста гледа и суди. Народот ќе ги казни на 12 април заради лицемерието, погазувањето на достоинството на народот и државата, но и за целиот криминал и корупција кои ги направија во овие 3 години. Еве, јас, почитувани новинари, имам кај мене примероци за да ги видите нивните лицемерни обиди за разрешување на почитуваната Рашела Мизрахи. Ова е тоа што го говорев. Ова се институции кои што секако правилно го имаат името Република Македонија. Можете и самите да се уверите и да пребарате на веб страниците на институциите на кои што ги споменав, што ќе каже дека причината за разрешување на Рашела Мизрахи не е таа. Благодарам, прашања.
На ова прашање само кратко ќе одговорам дека ситуацијата се уште се анализира. Согласно овластувањето од Централниот комитет и Извршниот комитет, председателот на партијата ги има тие овластувања за одлучување и уште еднаш ќе повторам, ситуацијата се анализира. Ние и во нашите говори, доколку ги следевте нашите обраќања за време на разрешувањето, ги споменавме токму и Министерството за образование и многу други институции кои што денеска ги кажав. Значи го повикавме премиерот, техничкиот премиер, да ги разреши сите министри, а и да си даде со оставка негова, затоа што и тој нели споменува име Република Македонија, кое што ќе кажам, ние го поздравуваме. Да, треба, нормално дека треба да... Доколку таа е причината за разрешувањето на техничката министерка, тогаш веднаш нека ги разреши сите останати министри во владата, кои што дават изјави пред таква табла. Ние како пратеничка група и како партија работиме и се надеваме дека денеска собранието ќе се распушти и ќе има предвремени парламентарни избори согласно договорот кај председателот Пендаровски на сите политички партии. Доколку сте сериозни политичари, треба да си достојат на договорот и денеска собранието да биде распуштено. Ќе го повторам, значи, мојот одговор, ситуацијата се анализира. Ќе бидете навремено информирани. Благодарам.